Празник на книгата во Штип, отворен сајмот на македонска книжевност. И тоа е вонредно значаен проект, затоа што и ние се наоѓаме во една таква, не сакам да речам катастрофична ситуација, туку во една ситуација во која се заговара ликвидација на нашиот идентитет преку менување на името, и баш ние и со овој проект покажуваме дека овој народ има длабок идентитет, дека овој народ има своји корени, дека неговото име е исконско и дека има една голема духовна енергија, рамна на големи култури, големи нации. На сајмот беа изложени 130 наслови од различни периоди пишувани од македонски автори. Тоа покажува колку е долга нашата историја. Практично овде имаме некаде 11 века стари книги. Лично мислам дека колку повеќе читаме книги, толку сме побогати. За жал, денеска компјутерите постепено ја заменуваат книгата, но мора да кажам дека често пати чиповите можат да прегорат, да се избричаат материјалите, но она што е напишано, што останува книгата, останува да биде вечно. Сајмот е прв од ваков вид организиран во Штип, што беше причина за голем интерес кај читателската публика. Во овие 5 часа во кои веќе активно работи сајмот, интересот е навистина голем и голема благодарност до сите наши посетители. Впечатокот на организаторите го потврдија и посетителите. Секој промоцијата на македонската литература и книжевност е позитивен настан и убаво е да се навратиме на корените и на традицијата. Треба и ред е на еден ваков град да има такви промоции и да има вакви книжевни дела. Отворањето на сајмот беше збогатено со промоција на 15-тата книга на роднокрајниот автор Благој Самоников, насловена како Допрено време. Навистина е убаво да меѓу своји сограѓани се чуе за она што го работиш долго време и најпосле промоцијата тоа е функција да се обгони, да се чуе, за да може присутните да го испровоцираш нивното внимание за да дојдат и да ја читат. Сајмот ќе трае до 5 февруари, а цената на книгите е унифицирана и секој наслов може да се купи за символични 157 денари.